Isuse Hriste, jaz te ljubam do nebo. Isuse Hriste, jaz te ljubam visoko. Isuse Hriste, jaz te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Татко, мои зборови денеска низ мене употреби ме за Твоја слава, да бидам избран сад низ кој ќе се протече како жива вода, како жива река од мојата утроба, Твоето живо слово и да ги допре сите, да го распланти пламенот на љубовта, на сите оние кои се жедни за Твојата љубов. Ти зборуве низ мене, не јас да зборувам, употреби ме и денес со Твојата сила, со Твојата љубов, со Твојот мир, со Твоето трпение, со Твојата мудрост. Има еден стих кој вели: барајте го најнапред Царството Божјо и се ова ќе ви се придаде. И луѓето не го бараат, не разбираат што е. Кој од вас сака да си замине, да умре, буквално кажано, да го остави телото во земја и да си замине во Божјото царство на небесата? Апостол Павле, например, викаше: за мене е подобро да умрам и додам кај Христа. Дали некој од вас познавате некој што така зборува? Сите се врзани долу, сите се врзани за ова што го имаат тука. Материјално, семејства, титули, категории, нации. Знаете, таму одам пругоре, таму одам пругоре, Христе Боже, кај. Затоа вика: барајте го најнапред Царството Божјо. Но луѓето не знаат зошто се на земјата, зошто немаат љубов во себе си, зошто не умеат да простат, зошто се толку себелюбиви, зошто има темнина во нив наместо светлина. Значи има време за љубов и време за омраза. Зошто го користат времето за омраза, за војни наместо за мир, за откорнување наместо за садење, за расфрлање на камењата наместо за собирање на камењата, и потоа се фатени, не може да си го познаат времето. Матеј 7 глава: не судете, за да не бидете судени. Видете, сите ги знаат овие стихови. Кога почнав со Библијата, после мојот докторски труд од обред до театар, кога со тројца посветеници на еден начин учев за тоа дека постои духовен свет, имајќи ги од предвид претходните сознанија дека постои невидлив духовен свет, и ми требаше некој да ми покаже како да се бранам. Значи, сите го знаат. И првите евангелија што ги научив наизуст беше Матеј 5, 6, 7, и овие се тие стихови: не судете, за да не бидете судени. И толку едноставно кажано, нема параболи, нема метафори. Значи, да не судиш, за да не бидеш суден, а ние сепак секојдневно судиме. Во Македонија е тешко да останеш во мирот Исусов, без Исуса. Бидејќи такви нелогични работи, сатаната е направил таа армакедонска замка и битка која овде се бие. Го негираат македонецот, му ја земаат државата, му наметнуваат друга религија, ви наметнуваат туг јазик, ви ја земаат територијата, ви ги колат децата, ви ги убиваат. Правдата не важи за сите. Знаете, и затоа е тоа: не судете. Одмаздата е моја, јас ќе отплатам, вели Господ. Но дали можете да оставите тој да отплати? Пробајте да видите некогаш кога треба да судите, благословете. Пробајте непријателот, злото, да го победите со добро.
Имавме ни еден состанок на една организација каде што работам и ги пофалив тогаш деканката и продеканката дека добро почнале со мир да работат, инаку доста раскарано, суетно, производ на распадот на општеството и на водачот на општеството кој направи вистински хаос затоа што е слуга на мамона. Знаете, и им велам, дај Боже сега да се измири таа работа. Деканката рече, не може тоа. Реков, може. По неколку дена се измири таа работа. Значи, простете за да ви биде простено. Не судете за да не бидете судени. Зашто со каков суд судите, дали го разбирате ова? Со таков ќе бидете судени. Значи, одеднаш се најдоа предпоставените на суд ги тужи еден човек, еден вработен. Претходно тие осудуваа. Значи, тоа е повратната категорија на живење без Исус. Судиш, ке ти се суди. Со каков суд судите? Тоа се однесува на секого и на мене. Со таков ке бидете судени. Со каква мерка мерите? Со таква ке ви се мери. Значи, мерката со која ги мериш другите е мерката со која се мериш сами од себе си, бидејќи бргу или поскоро или сетне или упреку по извесен период тоа што си го правил, а не си го покајал и не си му го предал животот на Исус, ќе треба тебе да ти се случи да го одживееш. Има еден стих дека некои народи Господ ги чека долго трпеливо да се покајат. Можеби македонците треба да се покајат за тоа што им го правеле на евреите. За времето на Птоломеј, Епифан, Антиох Епифан, мислам дека истото тоа што ни го прават денес, им забранувал на евреите јазик, им ги палел книгите, ги терал да се поклонуваат на идолски жртви, го ограбил храмот, ги убивал жени и деца, ги набивал на колен, ги сечал јазиците, им сипувал жешко масло, тоа што им го прават на македонците. Знаете, сето она што ви го прават вам, правете им го и вие. Значи да разбереш дека си дел од една целина, не си сам, не си Сатана качен на врвот, Сатана си бил, сега си паднат на земјата, со него, со неговите демони и ангели. Ти си Адам кој јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото. Знаеш што е добро и зло и затоа состојбата е таква, бидејќи знаеш или не знаеш, или си слеп без Исуса. Телото без дух е мртво, но ти немаш дух, го немаш Исус. И тогаш си слеп. И си изгонет и си станал смртен, и си вавилонец, сакаш да се здобиеш со име, да се качиш највисоко. Наместо да се спуштиш доле, понизете се пред Господа. И Бог ќе ве подигне, и Тој да те подигне. Оставете ја пресудата, не судете за да не бидете судени. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат? На секого се однесува ова, а гредата во своето око не ја чувствуваш. Или кој си ти, на едно место вели да осудуваш тук слуга, пред својот господар тој паѓа или стои. Одмаздата е моја, јас ќе отплатам. Војната не е ваша, туку е моја. И безброј други, на 1000 начини раскажани состојби, да не осудуваш, да ја претрпиш штетата, да останеш во Исусовата љубов, да го победиш злото со добро. Или како ќе му кажеш на својот брат, гредата во своето око не ја чувствуваш. Како ќе му кажеш на твојот брат, чекај да ти ја извадам раската од окото, кога во твоето око има греда, во твоето око има греда, а ти ја гледаш раската во окото на другиот, лицемере, извади ја првин гредата од твоето око. Ти не можеш самиот да ја извадиш. Се разбира, човекот е вавилонец, човекот е паднат ангел, демон, затворен во тело, во кафес, инаку е духовна природа и ние не можеме тоа да го разбереме. И дали го бараш Царството Божјо или си врзан овде за земјата, и во земја ќе се вратиш, а душата ќе оди на суд. Те сакам, Господи Исусе Христе, и извади ја првин гредата од твоето око. Па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на брата си. Суштински ние ништо не можеме да промениме освен да победуваме со љубов. Освен да победуваме со Исусовата љубов. Милост сакам, вели Исус, а не жртви. Светото не давајте им го на кучињата, тоа се категории. Не фрлајте си ги бисерите пред свињите. Луѓето не веруваат, не разбираат. Тоа се категории кучиња
и свињи, категории на луѓе кои живеат телесно. На едно место се вели дека синовите човечки, тие што не се без Исус, не се разликуваат од животните. Ако го разбравте, разбравте. Кој има уши да чуе, нека слуша. За да не ве изгазат со своите нозе и да се вратат и да ве раскинат. Бисерот не им го фрлајте пред свињите. Господе Исусе Христе, водиме и денеска, нека секој збор ги допре оние срца кои се жедни за Твојата љубов. Сакајте и ќе ви се даде. Значи, тоа што го сакаш, можеш да ти се даде. Но не ја знаеш цената за тоа, дали можеш да издржиш. Барајте и ќе најдете. Ако го барате Исус, да. Чукајте и ќе ви се отвори. Сето она што го бараш можеш да го добиеш, но потоа има цена без Исус. Треба да ја платиш цената. Зашто секој што моли, добива. Секој што моли, но знаеш ли да молиш, да влезеш во својата скришна соба, да паднеш на колене, да кажеш прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Кој бара наоѓа, на оној што чука, ќе му се отвори. Те сакам, Господи Исусе Христе, има ли меѓу вас човек кој ако посака неговиот син леп да му даде камен? Ние имаме семејство овде, мало Божјо царство, вие сте татко, мајка, нели, двајца партнери и деца. Како што Господ се грижи за сите се синови Божји, синови и керки Божји, така вие се грижите за едно дете. Ако детето ви побара леп, да му дадете камен, и кога ќе посака риба, ќе му даде змија. Си ги сакате своите деца, децата на соседот и тие што не се од вашиот народ, не ги сакате. Но Бог Исус е љубов. Таткото небесен е љубов и тој ги љуби сите. И вие треба да го научите тоа, да ги љубите сите, за да можете да се вратите во царството на љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе, и така, ако вие кои сте лоши, денеска дискутираме дали сме ние грешни или не сме грешни. Видете, човекот сака да јаде од дрвото на познанието. Па зошто сме на земјата ако не сме грешни, освен ако не сме спуштени ангели, како Јован Крстител, да јас го праќам мојот ангел пред тебе. И така, вие кои сте лоши, умеете да им давате на своите чеда добри дарови. Дали ги љубите сите? Дали би го дале својот живот, душата своја за браќата? Никој не е добар освен единиот Бог. Да им давате на своите чеда добри дарови, колку повеќе вашиот Отец Небесен ќе им даде добра на оние што му бараат. Значи, вие на своите деца им давате добро. Замислете небесниот татко. На сите им дава. Кои ќе чукнат и им ќе се отвори, кои ќе се молат и ќе добијат, кои ќе го побараат. Значи, суштината е сакајте и ќе ви се даде. Барајте го Царството Божјо Исус. Чукајте и ќе ви се отвори на Царството Божјо. Секој што моли, добива. Кој бара, наоѓа, на оној што чука ќе му се отвори. Но првин треба да застанеш пред Исус. Да се врати блудниот син, да падне на колен, да каже прости ми, татко. Не знаев што правам, но ќе рече не сме грешни ние. Како не сте грешни? Паднати сте со сатаната на земјата, што барате на земјата овде? Во тело. Освен ако не сте испратени ангели. Второ, сте јаделе од дрвото на познанието на доброто и злото. Знаеш што е добро и зло и потоа ќе видиш дека ќе настане хаос. И си смртен. Број 3. Вавилонец, си сакаш да си искачиш највисоко, да бидеш над другите. Исус дојде да им служи на сите. И ти треба да им служиш на сите. Значи, се она што сакате, се она што сакате да ви го прават луѓето, правете им го и вие. Толку е едноставен законот. Тоа е законот и пророците. Се она што го правиш, ти си го правиш себе си, бидејќи си дел од целината. Не љубиш, ќе добиеш не љубиш, мразиш, ќе добиеш омраза, убиваш, ќе бидеш убиен. И така натаму. Те сакам, Господи Исусе Христе, се она што сакате да ви го прават луѓето, правете им го и вие. Тој закон е запишан во твоето срце. И да си неверник, и да си атеист, и да си будист, и да си муслиман, и да си било која друга заедница. Тој закон е запишан во твоето срце. Влезете низ тесната врата. Исус вели, јас сум вратата. Зошто широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст. И мнози наминуваат низ нив, скоро сите
Тесни се вратите и тесен е патот што води кон животот. Што води кон животот и малкумина го наоѓаат. На едно место вели камила да помине низ иглени уши, низ дупката од иглата. Камилата си ти, камилата е тоа што е во тебе. Богат си, се држиш за тоа што го имаш, за твоето знаење, за твоето вавилонство, за твоето Адамово ребро, се држиш за сатанското да бидеш највисоко и паѓаш долу, но се уште не си падна, штом не си повикал Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Амин. Малкумина го наоѓаат. Пазете се од лажните пророци, кои доаѓаат кај вас во овчка кожа, а одвнатре се волци грабливци. За кого зборува тој? За водачите на црквите, на заедниците, за водачите на народите кои ви зборуваат за мир, а ве трујат со ураниум, ве трујат со отпад, ве тераат да ги убивате децата, ве тераат на растурање на семејството. Те сакам, Господи Исусе Христе, по нивните плодови ќе ги познаете. Плодови на духот: мир, љубов, трпение, простување, радост, љубов. Дали имаат? Се бере ли грози од трње или смокви од чичка, па така секое добро дрво дава добри плодови? Дали давате добри плодови? Лошото дрво дава лоши плодови: завист, љубомора, очај, омраза, кавги, судски процеси. Те сакам, Господе Исусе Христе, простете. И ќе ви биде простено, не судете за да не бидете судени, зашто со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Сето она што ви го прават вам, правете им го и вие. Тоа се законот и пророците. Не може добро дрво, ако се вие добро дрво, да дава лоши плодови. Дали сте во мир со сите? Ниту лошо дрво да дава добри плодови. Какво дрво сте вие? Секое дрво што не дава плод на љубовта се сече и се фрла во оган. Тоа е, се растече носот. Тоа е сега слика дека на крајот телото се враќа во земја, а душата со духот оди на суд, поминува низ оган, низ огнено езеро. Ако делата се добри, ќе поминат. Ако не се помни, ќе изгорат. Ќе бидеш малку оштетен за духот негов, самиот да биде спасен, да чека суд. Те сакам, Господи Исусе Христе, по нивните плодови ќе ги познаете. Дали има плодови на љубов, дали има отчитување на духот, дали се исцелуваат некои луѓе по некои молитви, по Божјата волја. На секој, не секој што ми вели Господи, Господи, не секој што ми вели ќе влезе во Царството Божјо. Значи, толку многу заедници, толку многу поделени деноминации. Туку оној што ја исполнува волјата на мојот небесен Отец, на мојот татко, кој е на небесата. Нема да влезат сите. Која е волјата? Па да се љубиме еден со друг. Да ги љубиш сите, да ги љубиш непријателите, да не осудуваш, да простуваш, да се радуваш, да прифаќаш се, да постапуваш како што постапуваше Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме? И зар во Твое име демони не изгонувавме? И нели во Твое име многу чуда правевме? Тогаш јас ќе им кажам: никогаш не сум ве познавал, бегајте од мене вие што правите беззаконие. Значи, не се сите заедници во љубовта. Дали некој е вистински христијанин, ќе познаете по плодовите на љубовта. Дали ги љуби сите? Дали им простил на сите? Дали има трпение, долготрпение, многумилостивост? Дали ја дава душата своја за браќата? Дали ја прифатил Божјата волја? Дали осудува? И дали го бара Царството Божјо за се ова да му се придади? Дали го слави Исус? Зашто кога ќе дојде Исус, тој мене ќе ме прослави. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Бегајте од мене вие што правите беззаконие. Бог им вели на неговите слуги:
Беззаконие, ако излезеш од законот на љубовта и не ги љубиш сите, не си простил, осудуваш и не ја прифаќаш Божјата волја и мрмориш и живееш во пустината 40 години, не можеш да излезеш, повторуваш едно исто. И така секој што ги слуша и исполнува овие мои зборови. Да ги исполнуваш значи да љубиш, да ги љубиш сите. Да бидеш вистински представник на Исус, не да си прелюбодеец, да велиш дека си во Исуса да осудуваш. Да собираш плодови на небесата, не во земјата. Значи, кој ќе ги слуша и исполнува овие мои зборови, ќе го споредам со мудар човек. Мудар човек е тој што ги исполнува овие зборови. Кој изградил куќа на камен, камен на сопнување на аголот, и заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но тој не падна зашто беше изградена на камен. Значи, остануваш во Исус, надоаѓаат состојби, почнеш да викаш, леле, зошто ваму забораваш на Бог и бегаш? Не, остануваш, ти си камен, камен Исусов, на сопнување на аголот, камен темелник, од кој ќе се сопнат многумина. Остануваш во Исусовата љубов, било што да доаѓа. Остануваш во Исус, застануваш во Исус и велиш, Исусе, ти напред. Ние по тебе, јас по тебе, те сакам, Господи Исусе Христе. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, ги слуша. Што значи да слушаш послушност? Прилега на глупав човек. Не ги исполнуваш. Христијанину, дали ги исполнуваш законите на љубовта? Тој си изградил куќа на песок и заврна дожд, надојдоа реки, дувнаа ветрови, навалија на таа куќа и таа падна. Паѓањето и беше страшно, наоѓа ситуација. Не е нешто како што мислиш, ти почнеш да овкаш, да лелекаш, го забораваш Исус. Го забораваш Исус. Ако Исус живее во твоето срце, Исус ќе биде секогаш пред тебе, зад тебе, околу тебе, ниц тебе, во тебе. Исус за секогаш, Исус, те сакаме, Исусе. Исус Христова Македонија запишана во Светото Писмо, кој сака да избришат сатанските сили и сите други сребролюбци, користолюбци, поднебесни сили на злото на овој век. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово. Амин. И кога ги заврши овие зборови, те сакам, Господи Исусе Христе, народот се чудеше на неговото учење, зашто тој ги поучуваше како оној кој има власт, односно Отецот Небесен зборуваше низ него. Дај Боже да зборува низ мене и низ тебе, не да зборуваш ти што сакаш, оној кој има власт, а не како книжниците. А не како книжниците. Те сакам, Господи Исусе Христе. И еве ги тие поуки за христијанството. Не судете, за да не бидете судени. Со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Со каква мерка ги мерите сите други, со таква мерка ќе ви се мери. Ја гледаш раската во окото на брата си, ја гредата во своето око, не ја чувствуваш, извади ја првин гредата од своето око. Светото не им го давајте на кучињата. Лошите работници на свињите, сакајте и ќе ви се даде. Исусе, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Но пазете што барате, што сакате и каде чукате. Дали вие знаете зошто сте дојдени на земјата? Дали го барате Царството Божјо или сте врзани овде собирате богатство на земјата? Каде што е богатството ваше, таму ќе биде срцето ваше. Дали твоето срце е кај Исуса или кај кнезот на овој свет? Два патои се. Тесниот пат што води кон животот, патот на Исусовата љубов, широкиот пат што води кон пропаст. И мнози наминуваат низ него, а патот Исусов малкумина го наоѓаат. Те сакам, Господе Исусе Христе, и денеска нека надвладее Твојот мир, Твојата љубов, Твојата сила и Твојот пламенен дух нека слезе. Помогни му на овој народ што гине од незнаење. Армагедон ести, второто Христово пришествие се ближи. Исусе Христе, ти напред, ние по тебе. Амин. Брате и пријател, имаш проблеми, немир, застани и речи: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Чукајте и ќе ви се отвори. Исус велите: чукам на вратата.
кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со него. Тој има храна што ние не ја знаеме, неговата храна Исусова да ја исполнува волјата на оној што го пратил, нашиот Татко Небесен и Царството Божјо. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Таму горе, небеса, Царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи. Љуби, сине, не сопирај. Љуби, прости, победувај. Таму одам горе. Христе Боже, кај Тебе. Не знам за вас, но јас кога ќе го отпеам овој стих, целава душа ми трепери и растам во духовниот човек и знам дека горе ме чекаат моите браќа во Царството Божјо. Таму одам горе. Христе Боже, кај Тебе. Повели Ти, брате и пријателе, мирот, љубовта и милоста да ви се намножат. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божјо Царство Небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам.